Пристигна и нашиот гостин директно од Новаци, градоначалникот на општина Новачи, Стефче Стевановски. Добро ви утро. Добро утро. Јас претпоставував дека е директно дојдовте, така? Да, директно од дома. Прво прашање, каде е потопло, дали овде или таму? Па секаде е топло. Последен пат ми бевте гостин овде токму пред една година, кога за прв пат го најавувавте фестивалот на жетвата. Ова година, значи, веќе може да се каже дека е традиционален, што веќе по втор пат се одржува. Прво, кој би рекол дека помина цела една година, како вчера да беше, а второ, со оглед на тоа што не бевте цела една година, со што бевте прекупирани ова година како градоначалник? Како ви мина оваа година, пошто ќе ја памеките и вие, а и вашите сограѓани? Благодарам на поканата. Благодарам на топлото гостоприство во телевизија Алфа. Точно како што рековте, последна година се гледаме во истото ова студио. Задоволство ми е да кажам дека имавме турбулентна година, која што беше со големи предизвици. Решававме големи проблеми. Затекнавме пред една година и презадолжена општина. Можам да се пофалам дека ја раздолживме за една година. За една година и одиме кон добра насока, кон развој и просперитет на нашата општина. Работевме на многу проекти од областа на инфраструктурата секако. Работев на реконструкција, рехабилитација и изградба на нови улици и патишта во должина околу 2,5 километри со буџетски средства. Работевме на регулирање, средување на полските патишта, оние кои што се најнеопходни за нашите жители, земјоделците. Впрочем, сме и една од најземјоделските општини во државата и мораме да посветиме внимание на нашите земјоделци. Работевме на повеќе проекти, изградба на нови водоводни мрежи во некои од селата кои што не беа снабдени со квалитетни системи за водоснабдување. Работевме на изградба на тротоари во некои од населените места и ред други поситни работи што се однесува за подобрување на условите за живот во нашите населени места. Кога веќе започнавме со она што ви беше главниот ангажман на што бевте фокусирани, сакам да ве потпрашам за нешто, а тоа е индустријската зона. Но да напоменеме дека станува за незагадувачка индустрија, лесна индустрија, така? Да. Веќе имавте и инвеститор, мислам дека станува збор за турска фирма, но колку што разбрав, административни проблеми имало, пречки, сопки, кочници, да не кажам. Точно така, можам да кажам дека година и пол дена, веќе од кога стапнав на позицијата градоначалник на општина Новаци, се зафатив со решавање и ова ми беше една од идеите да направиме некоја, ајде да не речем индустријска, економска зона во опфатот на најголемото село, на Новаци. И година и пол дена имавме некакви препукувања, односно, како да наречам, сопки или бариери, меѓутоа сега се наоѓаме на некој добар пат. Да. Имаме потенцијални инвеститори од Турција, не еден, туку 24 веќе фирми кои што регистрираја своји компании со седиште во Новаци, се сериозно заинтересирани за инвестирање од лесната индустрија и се надевам дека за брзо време ќе ја доведеме ова економска зона до ситуација, до степен да можеме да ги продаваме парцелите кои што се наоѓаат во неа. Таа е на површина од околу 20 хектари и мислам дека ќе направиме раздвижување во развојот на економијата во овој регион, во овој пелагониски регион. Како реагираат тие странските инвеститори на оваа наша администрација? Ги одвраќали? Се чудат ли? Се чудат и во неколку наврати имавме недоразбирање со потенцијалните инвеститори, што е причината и дур да се објасниме, меѓутоа се наоѓаме на добар пат, веруваат во нас, веруваат во мене како градоначалник, во мојата администрација и се надевам дека за брзо време ќе направиме некаков економски развој во оваа насока. Работиме исто така во контекст на оваа индустријска зона, на изградба на улица која што ќе води до истата зона. Значи не реконструкција, сосема нова улица која што треба да ги задоволува критериумите за таков тип на улица. Таа ни е веќе аплицирана кон Светска банка, средствата треба да ги добиеме како грант преку Министерството за транспорт и врски. Се надевам дека во текот на оваа календарска и градежна година ќе отпочнеме со градбата на оваа улица. Вие сте роден и се уште живеете во Добромили. Минатиот пат зборувавме за убавините, но сега правите канализацијска мрежа. Тоа е убаво за пофалба, но ме чуди што во 21 век зарем немало до сега. За жал.
Општина Новаци, знаете, е рурална општина, распространета на голема површина, многу населени места, со многу малку жители. Останаа уште 7-8 населени места кои што се малку побројни. Второ по големина е моето родно село, Добромири, и нема канализациона мрежа. За жал, единствено само Новац има канализациона мрежа, која што се уште нема ни прочистителна станица. За Добромири, дека споменавте, да, почнавме исто така со изработка на проектната документација и можам да се пофалам дека веќе го имаме одобрението за градење и ова градежна сезона може би, не сигурно дека ќе ја почнеме, а може би и целосно ќе ја изградиме. Тоа ќе биде инвестиција која што ќе релативно ќе кошта малце повеќе, меѓутоа мислам дека имаме обезбедено средство и ќе ја изградиме. Некако сте горе-долу сите области ги опфаќате, како што гледам, еве, со фестивалов се грижите и за културниот живот, со индустријскава зона за екзистенција на населението, но секако и за рекреација имате доста работи, пешачка зона правите до вашиот манастир. Да. До каде сте со тоа? Со тоа сме во фаза на изработка на проектна документација, исто и таа е при крај. И се надевам дека за брзо време овие два за мене крупни проекти ќе ги отпочнеме заедно да ги градиме. Тоа ќе биде пешачка, рекреативна, спортска патека со разни содржини, која што ќе го поврзи Новаци со манастирот Рождество на Пресвета Богородица, каде што ќе го одржуваме фестивалот на жетвата ова година по втор пат. И уште еден сам проект сакам и за најмалите, најмилите, така ги нарекуваме, а тоа е повеќе наменско игралиште во село Бач, така да не... Да, веќе е во фаза на изработка, се работи на тој проект, односно се гради игралиштето. Село Бач се наоѓа на јужниот дел од општината, во пограничниот појас со Грција. Ова игралиште го работиме заедно со Пелагонискиот плански регион и ќе со вредност од околу 6 милиони денари ќе представува повеќе наменски спортски објект кој што ќе биде одличен. Повеќе наменски за кои све намени што ќе биде фатено? Пред се фудбал, кошарка, ракомет и такви спортски активности. Се во едно, значи. Се во едно, да. Ајде сега да преминеме на фестивалот на житвата. Тоа рековме дека е главниот повод. Точно пред една година бевте овде кога го најавивте првиот. Како помина сега првиот? Тогаш уште сега се опипува теренот првиот пат, нели? Не сте сигурни, едно се желбите, друго е планот, но еве колку течеше се по план? Мислам дека течеше дури повеќе од планираното. Сме презадоволни од првиот настан, од првиот организацијски дел на овој фестивал, кој што го нарековме фестивал на жетвата, затоа што и има символика, кај нас е производството на храна, на лебно жито, кое што за жал оваа година е со многу ниска цена и многу ниски приноси. Незадоволството кај нашите производители на лебно жито е големо. За жал државата треба да поводи поголема сметка во ова насока, затоа што ако вака продолжиме и вакви бидат трендовите, може да се соочиме во наредните години да ова култура, стратешка земјоделска култура, пченицата ја изгубиме на нашите површини. Ова видео ми е испратено од страна на вашите колеги, ете така да ги наречеме, за мината годишниот фестивал, претпоставувам дека е воедно како и некоја разгледница е на вашата општина, така? Да. Значи, рековме, вие како организатори сте многу задоволни од... Презадоволни сме, имавме повеќе од 20 изложувачи во сферата на земјоделството, значи се што опфаќа она услужна, производствена дејност, репроматеријали, земјоделска механизација, значи се што опфаќа земјоделството како гранка се беше присутно тука, сите компании во државата и беше еден настан во кој што се размена покрај забавните содржини, имаше содржини во кои што се разменува искуства и проблематики во насока на решавање на земјоделските проблеми. Имавте околу 30 на изложувачи беа лани. Тие колку беа задоволни? Со оглед на тоа дека и оваа година заинтересираноста нивна е да присуствуваат и пријавија присуство на настанот, мислам дека ги исполнивме нивните очекувања и дека
и дека направивме добар настан. Сакам уште нешто да ве потпрашам. Вие, уште еднаш да подсетиме, сте дипломиран земјоделски инженер. Да. Па ме интересира вие како експерт во таа област, која е вашата оценка на она што беше изложено? Кој е квалитетот на храната што имавте можност да го видите и вкусите, претпоставувам таму? Со оглед на настанот производите. што фати се, што се однесува до заштита на земјоделските производи, храна, земјоделска механизација, можам да се пофалам дека и Македонија и ние стремиме кон модерните трендови на земјоделско производство, што и треба да го правиме тоа, за да постигнеме добри резултати, повисоки приноси и да бидеме конкурентни на пазарите. Вашите сограѓани како реагира на овој фестивал? Со оглед на посетеноста на нашите луѓе, мислам дека позитивно реагира и со нетрпение го очекуваат и вториот и се надевам дека во иднина ќе прерасти како традиционален настан. Како традиционален Па рековме, што ме веќе втор пат си го прогласуваме официјално Си за го прогласуваме за традиционално, веќе, да. така е. Дали имавте и посетители од надвор? Имавме од секаде, значи имаме и диаспора, ние имаме наши луѓе кои што живеат странство и ова година ги очекуваме во поголем број исто и нашите луѓе. Имавме посетено скоро од цела држава и фирмите кои што изложуваа беа од цела Македонија, значи од секаде имавме. Посетеноста беше на добро ниво, на завидно ниво. Што добива вашата општина со еден ваков фестивал? Пред се добиваме промоција како општина, го нагласуваме нашиот момент дека покрај тоа што имаме индустрија, меѓутоа и земјоделството е примарна гранка. Нашите луѓе се најголем дел се занимаваат со земјоделско производство и тоа е целта што сакавме да ја постигнеме, да ги научат модерните трендови на земјоделското производство и да си го олеснат начинот на нивното стопанисување. Ајде сега да преминеме на оваа година, сите податоци, информации да ги слушнеме. 2 дена ќе трае, така? Исто да, 2 дена како лани, така и замислено. Кажавте веќе каде, кај манастирот, но кога? Еве ги сите информации, претпоставувам дека ќе ги добиеме 21 и 22 јули. Да, петок и сабота ќе биде, значи дводневен, целодневен настан, како еден вид на панаѓур во кој што ќе имаме изложбен дел на се што ја нуди земјоделското производство и модерните трендови, тоа е преку ден. Вечерта ќе имаме забавни содржини, почнувајќи за најмладите, да ги опфатиме сите категории, сите целокупната популација на луѓе. Првата вечер ќе ни биде мерак меа, Да, ќе јас бидат имам овде и програмата се започнува со градска жетвена приказна на кловнот Заги. Да, тоа Така, ќе биде содржина за најмладата популација. Знаете што сакам да ве прашам, со оглед на тоа што ова нема само изложбен карактер, туку има и едукативен, дали токму ова спаѓа во тој едукативен дел? Дали Во едукативен и забавен дел за најмладите. И сакаме најповеќе нив да ги анимираме. Тоа веднаш потоа имате и трикови на магичниот Спајдермен и минатата година имавте и игри. Дали ова си продолжува? Значи, Си продолжува, да. Содржините се горе-долу слични и сакаме да го држиме таквиот начин на организација на настанот. Секако дека ќе имаме нешто корекции, имајќи преди дека имаме искуство една година веќе повеќе, каде што имавме некои пропусти, ова година мислам дека ќе ги надминеме и дека ќе имаме уште поубав настан. Кои беа пропустите? Сосема е може би природно беа да се има техничка недостатоци, природа, да речем. како беа поставени сцена и така натаму, и се надевам дека ова година тој ќе го надминеме и ќе имаме уште поубав настан. Свеченото отварање е во 21, не само јас се извинувам, во 21 часот. Да. Така, со ваш говор. Па сега ние сакаме ексклузивно малку да слушнеме што ќе има во тој говор. Па тоа ќе биде краток говор, да ги поздравам луѓето, да му го представам настанот, да му посакам добра забава, добро дружење, добра едукација, да се пред се тоа, че во тој контекст ќе одиме, тие ќе бидат содржините во кои што ќе ги поздравиме нашите луѓе. Добро, друго споменавте, почнавте и за забавниот дел, видов многу звучни имиња овде што ќе настапат. Се потрудивме да биде забавниот дел што побогат ова година. Еве како што кажав, значи првата вечер ќе биде Мерак Меана, цел оркестар, како главни настапувачи. Втората вечер како главен настапувач ќе биде Владко Лозановски и покрај сите бендови што ги споменавте. Значи се надевам дека ќе имаме добри културни содржини, дека ќе го
примамиме нашиот народ да ги иследи и да се забавува и да не пофали за организацијата. Што е изменето, што е надополнето во однос на лани? Па горе-долу тука ќе бидат содржините, можеби ќе имаме некои така спортски настани, забавни настани, тоа преку денот, ќе го видиме дали ќе биде така. Инаку горе-долу начинот и концептот е сличен како ланскиот. Јас овде се обидувам уште нешто да најдам од програмата. Во однос на едукативниот дел ме интересира. Минатата година имавте, колку што паметам, и работилници. Да. Колку имаш интерес за нив и што е она што може да се научи? Па тоа беше да ги научиме да се анимират помладите, да видат како било тоа во минатото, како се работеле некои креации на нашите предци, баби и дедовци. Исто така и едукативниот дел ќе биде и во областа на земјоделството, каде што и впрочем и тука ние насоката да ги, како што споменав, да ги слушниме новите трендови на земјоделското производство и да се разменат искуства. Отворена покана за сите? Секако ја покануваме целата македонска јавност да ни се придружи на овој прекрасен настан кој што ќе биде на едно прекрасно место во Пелагонија, во срцето на Пелагонија, на житницата на Македонија, близу до манастирот Рождество на Пресвета Богородица во Новаци. Каков проблем е сместувањето за оние кои што ќе дојдат од страна? Во Новаци немаме знам дека минатата година капацитети, меѓутоа ово местото каде што ќе се одржува настанот е многу блиску до Битола, на некаде 7-8 километри, а во Битола секако дека има сместувачи капацитети и кој што сака може добро си помини овој викенд, наредниот викенд во Новаци и во Битола. Дали може би планирате во идно време, ако се покаже потребно, ако се уште повеќе земе замав овој фестивал, да го зголемите и сместувачкиот капацитет? Зошто да не? Секако. И на тоа размислуваме, може би не конкретно за овој фестивал, меѓутоа имаме прекрасни предели во Мориовскиот крај од општината каде што има нудат потенцијал за развој на руралниот и алтернативен туризам, каде што можат и постојат услови и можности да се направат некакви сместувачки капацитети. За да ве прашувам за идни планови, предпоставувам сега сите мисли ви се во овој фестивал вперени, така што ќе го ставим, затоа ќе ве прашам приватно. Иако се градоначалник, сепак сте човек, имате право некогаш и на одмор, верувам, и откако ќе заврши ова, предпоставувам дека со семејството ќе си го приуштите, дозволите тој одмор. Се надевам дека ќе си приуштиме, можеби не многу дена, можеби еден викенд или нешто повеќе. Тоа би било негде кон крајот на август месец. Да не прашувам каде, тоа си е ваше право, ке поарно помирно да не знае никој. Помирно нема да биде нешто. Јас ви посакувам многу среќа, многу успех на овој втор фестивал на жетвата. Еве за крај можете уште еднаш да ги поканите сите наши гледачи. Ви благодарам на можноста, секако ги поканувам сите луѓе, целата македонска јавност да ни се придружи на овој настан и да си поминат убаво во Новаци.